Тишина. Од фабриката Азовстал ги извлекоа со автобуси последните 264 преживеани војници на злогласниот полк Азов како во Рачиново во 2001. Само што овие војници не одат во слобода, туку во руско заробеништво. Ке им судат русите. Меѓу нив има многу платеници од слободарските и хумани НАТО држави. Инаку, Путин е уште на умирање. Ако веќе не е умрен. Ако веќе не е умрена, не знае, зашо медиумите од прекрасниот НАТО свет се уште не го известиле за тоа, нели? И среќа да ви кажам што Путин ја губи војната. Толку ја губи што Финска и Шведска од страв побрзаа да влезат во НАТО, нели? Ако ние, начело со Славјанка, им дозволиме да влезат. Оти сега, абе сега и ние се прашуваме како НАТО сила, бе. Славјанка одлучува. А можно е да одлучи да влезат? И тогаш НАТО ќе се гордее со новото мнозинство. А Путин, како тазе умрен, ќе лежи со скрстени раце во Кремљ и никој нема да знае што ќе направи следно. Како и до сега што не знаеше, впрочем. Ама едно се знае. Путин ја губи војната. И се знае уште нешто. Ама тоа не е баш во мода да се каже во прекрасниот НАТО и ЕУ свет и кај нас. На нашиве супер слободни медиуми, кои исто така објективно информираа дека русите се лузери. Никако да кажат дека ќе има глад во септември во сред Европа. И ќе нема грејење зимава за развиениот победнички ЕУ свет. Оти житото во Украина годинава за жал не роди. А овие рускиве лузери и губитници, абе, лозери, бе, произведоа илјадници милиони тони жито, бе. Оти Путин и така ќе загуби војната, па од тага си рекоа, барем леп да имаме да јадеме така поразени, уништени. И барем ќе се грееме. Оти ни остана бајги газ, нели? Тешко е кога си поразен воено како Русија и кога ти е Путинот умрен. А имаш премногу жито и газ, многу е тогаш тешко. Ке мора да го продаваш гасот и нели житото на милиони црнци во Африка, на милиарда и кусур кинези, на скоро милиарда индици, на јужноамериканци. Ама джабе ти е, бе, ко си лузер ко Русија, бе. Овие 3 милиарди луѓе и држави не се важат, бе. Тие не се меѓународната. Не се тие меѓународната. Важни се само оние во ЕУ и НАТО. Тие се меѓународната заедница. Други се ситна боранија 3 милиарди што се на светот. Па ЕУ и НАТО се битни. Тие држави. Тоа е цивилизацијата и напредниот свет. Другиве не, другиве везе нема, другиве све започнало од Колумбо кој открил Америка, бе. Нема везе, бе, тоа претходно не постоело ништо, бе. Ништо не постоело. И само тие од НАТО, ако кажа дека си умрен или лузер, тоа се важи. Ете, толку треба да знаете. Владе, а тебе? Лесна ти земја. И ако случајно се вратиш од умрените, ќе дознаеме брзо. Или ќе чуеме. Финците може да ни јават. Или пољаците. А може и бугарите да ни јават, еј. Они се обично баксузи во ситуации кога демократскиот запад тврди дека русите губат некоја војна. I wish to create a perfect human being, selecting the best organs from different corpses. I wish to create a perfect human being. Nosferatu, the medieval vampire in the remote regions of Transylvania. Nosferatu. Имаше во минатото тешки инциденти со НАТО или американски војници, нели, кои беа овде и кои не одговараа за насилствата кои ги предизвикаа поради пијанство и препич. Се сеќавате на 90-тите дека македонски заменик министер, мислам дека беше, загина во судар со НАТО возило или возило на квор кој возеше во обратен правец на патот Скопје-Велес,
Загина човекот со целото семејство и никој не одговараше за тоа. Другите беа веднаш вратени дома по направените насилства кај нас. Дома не им се судеше. Тоа е така, особено Амери кога се во прашање. Не ги признаваат нашите судови, а веројатно и нашите животи и нашата безбедност. Едноставно, немаме право да се избориме за нашата правда и да им судиме овде. Но, еве и тамо некои британски хулигани се примадони за нашиот судски систем. Можат да речеме да ви силуваат керка и да не одговараат. Ке излезе вашата керка сама си го барала. Така излегува, нели? Зошто е тоа така и како можат нашиве да прифатат еден таков феномен на казнена недопирливост и дискриминација, не можам да ви кажам. И никој нормален не може да ви го каже ова, зашто ова е ненормално самото по себе. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А имале една опасна женска единица, нели, од Шведска, не де Боже, тие да дојдат во Македонија. Ем ке не силуваат нас мажите, ем не можеме да ги тужиме, бе. Замисли тие швеѓанки, тоа цела единица, батальон швеѓанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо пострашно од тоа. Батальон швеѓанки да се сега да ме силуваат, тука и не можам да ги тужам дека ме силувале. Швеѓанки! Голи, сите батальон голи швеѓанки, згодни со плави очи да силуваат. Страшно! Така ние кога немаме држава. Тури му го! Не на швеѓаните. Ова и на швеѓанките, да, и на швеѓаните сега кога дојдаа на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на... и на швеѓаните, шо? Од женскава единица. Абе, не ќам да ме силува, бе. Не ќам! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде!